Се собравме денес да ве информираме за нашата најнова премиера, детскиот мюзикл Малата сирена, работен по Диснеевиот цртан филм. Предизвикот беше во анимацијата и адаптацијата на ликот на Себастијан. Во представата ја одбравме и мотивирани бевме да ја одбериме оваа представа се заради тоа што е позната оваа бајка на сите меѓу помладите и децата и единствено ради тоа што е една од добитничките на 2 Оскари за музика. Детскиот мюзикл е исполнет со безброј певливи музички песнички, колоритни костими, кореографија, се што е потребно за еден целосен изглед на едно вакво музичко сценско дело. Ја работевме доста долго, бидејќи предизвик беше да се работи и лично за мене, како автор на куклите и на костимите и дел од сценографијата, ради тоа што во минатата изведба, ова е наша втора представа која што ја работиме како театар за деца и млади, бидејќи приоритетна и основна дејност на танц студиото Зодијак е модерниот и современиот танц, но ете се пронајдовме и мислиме дека и најмладите заслужуваат да имаат нешто вакво, да видат во нашиот град, па и пошироко, ради недостигот и нашето истражување кое што е направено на ниво на Република, покажуваше дека ваков вид на музичко сценско дело и то како е потребно. Подпомогнати сме со средства од буџетот на Република Македонија, од Министерството за култура, од Националната програма 2018, како и дел од средствата на локалната самоуправа од Прилеп. Втор проект, меѓусебна соработка меѓу танц студиото Зодијак и Училиштето за театар сцена 4, чин 4 сцена 5. До мене се дел од учесниците во представата. Од мојата лева страна е Саша, тие се погрижени исто и за постпродукцијата на овој музичко-сценски спектакл, како и светло дизајнот и дизајнот на рекламниот материјал кој што го гледате пред нас. Доколку имате некои прашање или доколку копродуцент на представата е Центарот за култура, кој што е и во основа матична сцена каде што работат воедно и танц студиото Зодијак и Училиштето за театар сцена 4, чин 4 сцена 5. Ова ми е прво искуство да учествувам во ваква музична представа. И не ми е прв пат да бидам на сцена, но ми представува голем предизвик да учествувам во ваков прекрасен мюзички сценарио. И имаме многу добра соработка со учесниците, се трудиме што може најубаво да го совладаме сценскиот изглед. И тоа ми представува желба да го поминам, да бидам во животот на сцена и да се соживувам со публиката и да глумам. На почетокот беше мал предизвик да се совлада и кореографиите и сцената, но со тек на време се навикнуваме и со помош на Кире успеваме да изведиме една стварно прекрасна представа. Мене ми е втор пат да учествувам вакво дело. Лани, минатата година, исто така учествував во Аладин и мислам дека е предизвик за сите нас да учествуваме во вакво нешто, но исто така е исто и забавно и убав начин како можеме ние да изведеме нешто вакво за нашиот град. Не ми е прв пат да учествувам на ваква представа, исто така лани учествувавме во Аладин. Ова е баш голем предизвик за сите млади да ја гледаат представата, заради што е интересна, забавна, смешна. И големо задоволство да бидам во присуство со одличен кадар на луѓе и друштвото и забавата е одлична и феноменална. Спротивно на мислењето на некој дека без секој се можи, еве ние и ова година решивме да соработуваме со танц студиото Зодијак и да се испроducира една
Така речи неверојатна представа Малата сирена, која што според мене лично ќе биде поквалитетна од минатогодишната. И повторно ќе речам, за разлика од некои мислења дека ние сме си конкуренција, напротив, еве, втор пат соработуваме и со тоа докажуваме дека не сме си конкуренција и дека ние работиме за една ултимативна цел, а тоа е културната наобразба и развој на идна театарска публика. Пред се тоа е малата публика, младата публика, а тоа ќе го направиме само и само со продукција на високо квалитетни представи за деца. И со тоа ќе докажеме дека можеме да произведеме и да се направи една квалитетна театарска представа која долгорочно ќе влијае врз културната наобразба на младите. Само да ви кажам дека Кире Миладиновски е човек кој што планира долгорочно. Ние веќе знаевме уште минатата година која представа ќе се работи и се надевам дека сите оние кои што сакаат да се занимаваат со детски театар ќе работат со исто такво внимание, посветеност и грижа како што го прави Кире Миладиновски.